Колега Велковски, ја пак не ја расчистив дилемата. Сега, вистина или не е вистина ова што ве прашав? Рековте, поднесовте тужба со ситуацијава како што владее во држава со судство и обвинителство, тоа бе му дошло каде ја те суди, каде ја те тужи. Така да напред и на мене и на вас не е јасна пресудата каква ќе биде веројатно. Еве вака, само да ви кажам, во вчерашното интервју вице-премиерот за како се викаше за спречување на корупција, Љупчо Николовски рече дека една фирма која што е блиска до сопругот на министерката Јагода Шахпаска е извадена во онаа процедура за добивање на одредени средства од една државна институција, па така да пријателски совет од мене до вас, тука да ја пресечете работата, истото направете го и вие. Нека се поднесе барање до соодветната државна институција дека заради судирни интереси што некој именуван функционер од одредено семејство, еве и јас исто постапувам како сопругот на Јагода Шахпаска и го поднесувам барањето, го повлекувам барањето, неќам да бидам во оптек на тој управен процес заради тоа што јавноста се сомнева дека може би има некаква проневера и наместо да се судите, да се тужите, тука прекинете таа тема, значи можете до вас да ја расчистите веднаш на очиглед на сомнежите на цела македонска јавност која што еве преку мене денеска ги поставува прашањата на соодветната адреса. Рековте дека имало анекс и дополнителни средства за непредвидени работи. Тоа е точно, ама има многу голема елементарна разлика помеѓу непредвидени работи и помеѓу крива траса. Еве сега ќе ви објаснам што значи на еден таков градежен зафат да имате непредвидени работи. Тоа значи дека доколку вие ја пробивате одредена траса која што е во планински регион и доколку има посилни врнежи или ветришта или снегови, може да се случи планината која што има усек да падне земјата на патот, на трасата и тоа да генерира дополнителни трошици за расчистување на земјата. Еве конкретно за тунелот имаше една ситуација каде што непредвидено од градежните инженери, сметам дека едната страна на тунелот цело време пропаѓаше, па беше дополнително потребно да се направат одредени бетонски утврдувања за тоа да не се случува или тие работи да се престанат и затоа е проширувањето на таа ставка за непредвидени трошици, господине Велковски, ама има разлика од непредвидени трошоци до крива траса. Еве, не знам во вашата партија, прашете ги министрите. Јас сум сигурен дека да го видам договорот или анексите и Горан Сугаревски и Благој Бочварски ќе склучи исто така договори за непредвидени градежни работи или било кој градоначалник во државата. На крај крајва вие која работите со отворена животна средина, каде што има отворени влијанија на природата, вие никогаш не можете да предвидите што ќе се случи на тој еден проект. Така да тука има голема разлика, концептуална би рекол. И на крај за фасадите на институциите. Повторно се вулгаризира одредена тема, која што ќе кажам, еве, дури да биде на тоа ниво како што кажавте вие, еве вие направете нешто друго. Вложувајте во нешто друго со тие суми, ама само нека се вложува во тоа. Тоа е нашата препорака. Еве ние сме вложувале во фасади, сме мислеле дека тогаш тоа е сходно. Еве вложувајте вие во нешто друго. За 17 милиони евра дајте ќе издвоиме ставка, почнете 3 училишта како Киро Глигоров. Тоа не е поентата на нас на дискусијата. Ние не бараме ништо друго и ви благодарам на крај што ме потсетивте на владата, веројатно владата, новата влада, реновираната влада, исто како собранието е еден од оние проекти и објекти кои што се изградиле во на задолжување на ВМРО ДПМН, а кој што ден денес ја не видов таму барем по сликите ниту едно столче да се помери, дури имаше и тепање на владени функционери кои да ги запоследне канцелариите. Ви благодарам. Добро.